ние, значи, нас не пратија, прво отидовме во 8 септември. Од 11 часот до 16 часот бевме во 8 септември. Снимање 2 пати, значи, на него веќе му била прсната ортата. Потоа викна брза помош, ме пратија во државна болница. Во државна болница приемот беше катастрофа, значи, за хитен случај. За таков случај, мајка со 2 деца, значи, со неа. Сами, во болница, никаков прием, значи, немавме како што треба, нити нешто да ни објаснат. И прво обраќањето нивно беше некоректно, нечовечно, како за луѓе. На која клиника беше тоа обраќање? Значи, на кардиохирургија. Кога го однесовте пациентот таму, како течеше хоспитализација, имаше? Не, само, значи, кога дојдовме, нели го легна на кревет сопругот, ни рекоа почекајте, ние чекавме, значи, со хитен случај јас до него, уште ми се обратија, не ми е битно кој и што е, нека биде човек, значи, чаша вода да побарам, затоа што јас се онесвестував, и да ми се обрати на мене доктор и да ми каже, ти си психолошки, не знам, нели, што е нормално, значи, носиш деца со тебе, а сопругот го губиш. Значи, пред се, тоа не е во ред. А останатото понатака, значи, ништо буквално, само дури ми објаснуваат, јас им зборувам дека човекот ми они ми објаснуваат на слика што и како му се дешава на него. Кое е тоа? Значи, хитен случај, човекот го губиме. Они ми викаат на мене, ти не си доктор, ти не знаеш дека го губиме. Значи, јас знам, јас бев цело време и во брза помош, ништо не му беше ставено. Јас бев до него. Значи, човекот беше во свесна состојба, зборуваше. Ништо не направија, ништо. И не може некој да ми каже дека треба да се носи во Жан Митрев 30.000 евра да ми бараат. А тоа кој ви го кажа? Они таму. Во кардиохирургија? Да. А кое им беше образложението за тоа, бидејќи вие сепак го носите во државна кардиохирургија, така? Да, на образложение дека они немаат апарати, салата дека не им работи. Нели е тоа малку срамно во државава, го носиме човек во болница, оди после 35 години, значи плаќал тој човек, прв пат оди, тој апче се нема напиено. Тој не бил болен од ништо. И кога ви го рекоа тоа, дали го однесовте во приватната клиника? Не сме го однеле. Ајде, еве вие, според вас, кажете ми, или било кој нека излезе и министер, и било кој нека излезе и нека ми каже кој човек, нели, со обична плата, дали има 30.000 евра. Ми кажуваат дека може преку фонд, поа да, нели, поа они тоа да го подмират, ми кажуваат дека е нели квотата пополнета. Нели е малце срамно да му прават да нема во држава, го носам во болница да ми кажат дека немаат апарати, дека немаат услови за да го оперираат. Нели е малку срамно? Зашто ги имаме ние овие болници? Зашто плаќаме здравство, не ми е јасно. За децава да ми останат нигде никаде. Што да правам, еве сега јас понатака. Еве, што да правам? Дали може да ни кажете точни ли се тие информации околу исфрлање од болницата? Да. Со обезбедување, што се случи за тоа? Значи, нели, нормално бараш помош на нив, они се доктори. Они што ќе кажат, а обезбедувањето, као обезбедување, они се само силни, така? На кого сила покажуваат? На некој што не дошол од Киев тој таму. Чим сме стигнале до таму? Значи деца да седат цел ден,
цел ден да бидат таму. Нели е малце срамно, се срамам буквално ако ова не отиде до крај. Јас буквално реков, најголемиот срам за државава и од министер и од што сака нека биде, не се плашам веќе. Значи моите деца останаа така и не знам, еве вчера сум го закопала, значи сопругот, денеска сме биле, јас не знам што понатаму со своите деца. Значи, знаеме во какво време живееме со кредити и ред други работи. Нека се појави некој, нека ми се јави и нека дојде да прави со мене муабет. Не се плашам, само сум искрена затоа што премногу ме боли. Премногу ме боли заради децата. Не дадов обдукција да му направат. Било тоа законски морало, нема да биде законски. Застанав и реков, нема да биде. Не постои закон во државава. Ако постои, еве, нека ми се јави било кој и нека ќе одам, јас лично и ќе правам муабет. Да видам дали имаме министер за здравство, дали што мисли тој, еве, дали он да биде во оваа ситуација во мојава, што би направил понатака, како би продолжил да живее. Нека дојде и нека ми каже. Што мене тој ми бил, едноставно ми бил све. И за деца и за све. Еве, јас не работам. И што да правам сега? А и кредити и све има. Што понатаму? Може ли пак да прашам, од која причина беше одбиено операција да се прави? Од која причина било одбиено да се прави операција? Да. Они единствено што кажа, значи дека немаат услови, и немаат операциона сала и апарати за тоа да се направи, да се изведе. Значи они тоа не известија, они тоа ни го кажа дека е ортат. Како доктори. А може ли да ни кажете околу тоа, како да кажам, недоразбирање со обезбедувањето? Навистина ли постојат снимки, како што кажува другиот човек од вашето семејство, снимки дека ве бркаат од болницата? Да, и тоа го направиле. И тоа го имаат направено. Значи, не сме, мислам дека пред се сме луѓе, што год, нели, да изреагира човек, не е тоа нешто, некое си, не знам, насилство или да речеме, значи, тоа не е нормално. Само да, нели, значи, единствено, само да излезе правдата на виделина и да не биде следен некој така. Така. Само тоа. Друго, нели, затоа малце, нели, како здравствени работници, како здравство, да имаме услови кога одиме во болнициве и чим сме стигнале до таму, сигурно не сме стигнале од убаво. Единствената причина е таа.